се уште се работи за Ден на Виетнам во Скопје, односно Ден на култура, музика и вкусови во рамките на Скопско лето, а ќе разговараме со маестро Лефи Фи, музички диригент. Ова утро ќе ни се вклучи колешката Викторија Петровска. Вики, добро утро и повели. Да, токму така. Вечерва или во склоп на 47-то издание на Скопско лето ќе се случува еден автентичен, интересен и малку поразличен настан. Имено ќе се случува Ден на Виетнам во Скопје 2026, каде што посетителите токму на овој настан во склоп на Скопско културно лето ќе имаат простор и можност да се запознаат со традицијата на оваа азиска земја, со гастрономијата, со храната, музиката, меѓутоа и сето она поврзано со Виетнам. Настанот е во организација на Амбасадата на Виетнам во Бугарија, која што е акредитирана и за Македонија. А јас ова утро ќе споделам нешто повеќе за она кое што вечерва ќе се случува со музичкиот директор на програмата, односно со диригентот Лефи Фи. Добро утро, многу ви благодарам што токму во утринската на Алфа ќе го најавиме она кое што ќе се случува вечерва, Ден на Виетнам 2026, од каде се раѓа идејата и токму овој настан да биде во склоп на Скопско културно лето. Добро утро, многу ми е драго што сум поканет на Алфа телевизија. Идејата да се направи Ден на Виетнам се раѓа од Виетнамската амбасада во Бугарија, воедно и акредитирана за Македонија. Имам јас пријатели, бидејќи долго години јас сум веќе во музички живот тука и имам добри релации со Скопско лето, сум настапувал Скопско лето и идејата да се организира Ден на Виетнам баш во склоп на Скопско лето. Зошто токму Македонија е избрана за овој настан и што можат посетителите вечерва да очекуваат токму од приготвената програма? Идејата за првпат е во Македонија, иначе како Ден на Виетнам скоро се случува секаде во светот и тоа е секој амбасада на Виетнам се труди тоа да организира, да презентира, бидејќи во моментот, во овој период, во овие години, многу се развива туризам во Виетнам, со тоа што и за Македонија мислам дека и дојде моментот да се презентира нешто повеќе во живо, не само преку медиумите за виетнамска култура, туризам, гастрономија и тоа е Ден на Виетнам во Скопје. Токму така, покрај музичкиот дел на програмата, ќе има и туристички атракции, односно понуди од Виетнам, гастрономија и останати содржини. Што мислите, колку посетителите се заинтересирани токму за Виетнам како земја и сето она кое што ја опишува оваа земја? Мислам дека во последно време заинтересираноста на македонски граѓанин за Виетнам е голема, бидејќи преку се медиумите може се дознае за туризам посебно и ја мислам дека има голема бројка на посетители, лично од мои пријатели, колеги, комши, роднини, веќе најавија, бидејќи настанот е наотворено, значи нема ограничување на бројка на посетители, влез е слободен. Настанот ќе се дели на неколку моменти. Прво е презентација на Виетнам, односно туризам во Виетнам, со изложба на слики, фотографии, се однесува до туризамот. Втори дел ќе биде уметнички дел, што тоа е како една хармонија, спојка меѓу виетнамски врни музичари и македонски музичари. Настапуваат двајца врни музичари из Виетнам, од Виетнам, иначе оние во Франција. И свират на интересни виетнамски народни инструменти, ќе се спои со камерниот оркестар, студентскиот камерни оркестар на ДМВУ, Илја Николовско Луи, каде во моментот сум професор тамо. И програмата ќе биде виетнамски мелоси, македонски спојка. Тоа е прекрасно едно дружење меѓу уметниците. Третиот дел мислам дека и тоа е интересно, мал коктел презентација на виетнамски
кујна, нормално, не можеме ние дори нели на отворено, ама публика, односно посетители ќе има моменти за доживеат тој убавината на вкус на Виетнам. Со години на нас да живеете и работите токму во Македонија, морам да признаам дека како да сте се претопиле со македонскиот народ, со македонскиот јазик, што е за секоја почит и чест. Колку диригент Лафифи представува мост, културен мост помеѓу двете земји, Македонија и Виетнам? Јас дојдов во Македонија во 1993 година, почнав да работам во Македонска филхармонија, паралелно и со опера и балет, паралелно со и радио, оркестар на радио телевизија на МРТВ и последните години веќе сум во ДМВУС Илија Николовски како професор, наставник по оркестар, како мост измеѓу двете држави. Јас им успеев за сиви тие години, спојка, поканувам групи, македонски уметници, музичари, наставува во Виетнам и обратно. И мислам дека од сега во овој офанзива под наводница на презентација на Виетнам, мислам на тој поле, односно размена, културна размена меѓу двете држави ќе биде многу повеќе. Се очекували денот на Виетнам 2026 може би да продолжи во годините кои што следуваат, односно да стане и традиционален настан во склоп на Скопско лето? Ја мислам дека за прв пат се случува вечерва, ама во многу блиска иднина, веќе имаме разработен идеј, план со Министерството за култура и туризам на Македонија, со амбасадата на Виетнам и мислам на сите полиња ќе има соработка и не само во културата, во туризам и тој економија и финанси. Ете и за самиот крај уште еднаш да потенцираме каде ќе се случува настанот точно, дека влезот е неограничен, бесплатен и секако зошто посетителите не треба да го пропуштат она кое што ќе се случува вечерва? Ја мислам дека вечерва тука, значи кај колонада скулптура на предплатот на опера, македонска опера и балет во 7 часот ќе почнува настанот и се очекува голема бројка на посетители и нема да бидат разочарани затоа што програмата уметничка е многу разновидно. За прв пат настапува баш звуци на виетнамски фолклорни инструменти и со македонски мелоси на настанот. Добро дојдени сите, повелете, посетите не и уживете. Ви благодарам многу што ни ги споделивте овие информации за тоа што ќе се случува вечерва. Ќе гледаме да дојдеме и да го проследиме и настанот. Секако ви посакувам успешна програма и секако да продолжите да бидете амбасадори културен мост помеѓу Македонија и Виетнам. Ви благодарам. Да, токму така, почитувани вечерва токму тука на платото пред Македонска опера и балет со почеток во 19 часот се случува еден убав настан кој што мора да го присуствувате, односно не може да не дојдете бидејќи доколку сакате да дознаете нешто повеќе за традицијата на Виетнам, тоа ќе можете вечерва да го дознаете преку Ден на Виетнам 2026 во склоп на 47-то издание на Скопско лето. Имаме музички дел, имаме традиционална гастрономска понуда, меѓутоа и туристички понуди и атракции кои што го отсликуваат Виетнам како земја. 19 часот на ова место пред Македонската опера и балет се гледаме таму. Студио, дали имаме некое дополнително прашање? Благодарам, Вики, за ова твое линковско вклучување. Немаме дополнителни прашања со оглед на времето. Навистина се убаво си објаснивте. Само уште едно подсетување. Вечер сите оние заинтересирани пред платото на Македонската опера и балет во 19 часот ноќ на Виетнам. Навистина ќе има музика, ќе има многу, мислам дека и храна, ќе има сето она што го носи оваа земја.